се договарале федерациите, никој не ги спомнувал точно каде ќе одат, до каде ќе одат. Значи тие сакале да ја внесат Албанија, ама каква Албанија би била во идната федерација? Дали со Косово, дали со Санџак, дали со делови од Македонија? Тука доаѓало до проблемите. Значи повторно територијалните прашања нерешени ги создале дополнителните проблеми. Бидејќи да, ние сите оделе од таа, да кажеме, комунистичка доктрина, нели, право на самоопределување. Албанците во Косово имаат право на самоопределување. Но тога што е со Србите на Косово, дали тие имаат право на самоопределување? Мислам, ова го зборувале српските комунисти. И тие викаат да, пошто во дадениот период, мислам дека процентално населението било 17% албанци, 30% срби. Како што се случи во Хрватска 90-те години, кога Хрватска прогласи независност. Меѓу со две острици е ова. Никогаш ова било, овој период бил најблискиот кога можело, ама за жал тоа политиката, мислам, резолуцијата на Информбюро и политиката на големите сили ставиле крај на оваа идеја. Баш седницата на која што е свикана и која што за гласање на Информбюрото и тие баш крајни, да речам, финални проблеми се повторно поврзани со Балканската федерација, бидејќи Димитров дава една изјава која што гласи дека треба да се создаде, иако не е вели време, меѓутоа треба да се создаде Балканско-подунавска федерација во која што би влегле целово источен блок, значи зборувам од Унгарија, од Романија, од Чехословачка, сите, па вика дури би можело и Грција.